Денес во Прилеп е во посета вице-премиерот на владата на Република Македонија господин Кочоан Џушев покажува висината на нивото што има состанокот на регионалната стопанска комора на градот и она што го пружа Конфи Ангел како успешна компанија во нашиот град, кој што го има трасирано патот како на домашна, така и на странска сцена. Мислам дека Конфи Ангел како една од успешните општествено одговорни компании го покажува како треба примерот да биде и сите други останати компании што за среќа во Прилеп ги имаме доволно. Тоа морам да го потенцирам. Јас се надевам дека овие мерки што ги нуди владата ќе им помогне на сите наши компании во нови инвестиции, во нови состојби во нивната работа и во наредните години ќе имаат сигурно подобро производство во иднина. Иначе моментално се наоѓаме во фабриката Конфи Ангел, каде што сакавме да видиме како ќе се искористат мерките од Законот за финансиска поддршка на инвестициите. Конфи Ангел е една од лидерите во текстилната индустрија во Република Македонија. Тие ги задоволуваат условите за користење на средства од државната помош за финансиска поддршка на инвестициите во македонските компании. Оваа година ќе бидат поддржани над 100 компании, а следната година веќе имаме одвоено 36% повеќе средства за поддршка на македонското стопанство. Јас лично сум многу задоволен гледајќи што тука се случува со средствата кои што ќе бидат доделени од страна на државата, а тие ќе бидат само 10% од тоа што ќе биде овде инвестирано, остатокот ќе го инвестира сопственичката структура, односно сопствениците на компанијата, ќе биде модернизација на машинскиот парк, осовременување на производството, а сето тоа се со цел да се постигне поголема продуктивност на производството и со тоа да компанијата биде поконкурентна на светските пазари. Конфи Ангел е одлична компанија, таа има во главно извоз на своето производство, работи за реномирани светски брендови и очекуваме дека со оваквата поддршка тие само ќе го зголемуваат своето производство и својот извоз. Јас им посакувам успешна работа и се надевам дека она што го имаат зацртано како инвестиционен план и програма ќе биде во потполност остварено, а државата само во тоа ќе им помогне. Она што сакам да го подвлечам е дека државата нема да даде пари унапред и авансно, него ќе даде пари за веќе инвестирани средства и така сега на крајот на 2018 година ќе направиме поврат на тоа што тие инвестирале во 2017 година, но добро е што тие и во 2018 година и продолжиле со своите инвестиции и ќе бидат вратени тие средства од страна на државата до крајот на 2019 година. Благодариме на мерките на владата што конечно после 14 години постоење компанијата Конфи Ангел за прв пат од своето постоење добива финансиска помош од страна на владата и преди се планираме да продолжиме со процесот на инвестирање во контекст на зголемување на степенот на извозот и стабилизација на работната сила и зголемување на животниот стандард на истата. Од тие причини во континуитет мора да инвестираме во технички технолошкиот развој и самите сите знаеме дека процесот на технолошката револуција и индустриализација број 4 е веќе длабоко отпочната и секако доколку сакаме да градиме економски раст на нашата компанија, нашата држава и ние мора да се носиме со сите тие предизвици. Благодариме уште еднаш на владата што не поддржува во овие инвестиции. Може би да, некој ќе каже дека е минорна количината од 10% надомес, меѓутоа сега пред малце разговаравме, секоја помош е добре дојдена на компаниите за да може да постигне зголемен раст. Проверивме една од најголемите компании во оваа зона, Конфи Ангел, што е многу успешна во текстилната индустрија. Ги повикуваме, освен Конфи Ангел и сите регионални фирми, па и низ целата држава, да аплицираат за државна финансиска помош, што ги исполнуваат нормално законските критериуми. Не е малку 10% финансиска помош од државата, само тоа треба да се реинвестира во наредната година, за да се потикнуваат уште повеќе инвестициите и да имаме поуспешна економска перспектива. Да, има најава од потенцијални инвеститори од држави што се многу развиени да доаѓаат овде во Македонија да инвестираат. 2018 беше година на политика, 2019 ќе биде година на економијата и бизнисот.
така што очекуваме да имаме поголема инвестиција и од државата, па и странските инвестиции нормално ќе доаѓат овде, откако ќе гледат дека политичката стабилност на земјата е решена више.